Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вовед во мутацијната менливост, односно во мутации. Мутациите сигурно сме ги спомнале претходно во некое видео, само како термин или сигурно сте ги слушнале некаде. И сега ќе се запознаеме подетално што се тие, односно во наредните неколку видеа. Сега, да напоменеме дека мутациите се примарната форма на наследна, односно генотипска менливост, врз која предизвикува промени врз кои може еволуцијата да действува со селективен притисок, односно под селективен притисок да имаме еволуција. Сега, мутациите, просто кажано, се промени во генетскиот материјал, значи речеме дека ова е ДНА, нормално таа е двоверижна, но ќе ја цртаме како една верига за поедноставување. И да речеме дека има некоја промена генетскиот материјал, да речеме тука, така што РНА транскриптот кој се прави, бидејќи ДНА всушност е само една библиотека која служи за запишување на различни информации кои потоа се препишуваат, видовме транскрипција, транслација, се прави еден РНА транскрипт кој се препишува и иде се почне транслација и на крај добиваме некој си протеин. Така, сега ако има промена во ДНА, ќе има промена и во РНА транскриптот. Ако има промена во РНА транскриптот, ќе има промена и дека повеќе се позна и во самиот протеин. А ако има промена во протеинот, тој ќе има проблем во својата функција, зависи што регулира тој протеин. И тоа може да биде позитивно, негативно или воопшто неутрална промена. Сега најголем дел од промените кои би можеле да настанат на ДНА, речеме тука или каде било, а најголем дел од промените не се ни толку важни, мислам и најголем дел се поправаат самите, но сакам да кажам дека ние, ако да речеме ова е целата ДНА на човекот, ова е целата линија, ние не знаеме што прави околу 97% од ДНА, ние не знаеме што прави. Мислам, викаме дека ништо не прави, но вистината е дека не знаеме што прави. Додека знаеме дека само отприлика 3%, и ова се нормално дека човекот зборам, кај сите организми е различно, кај некој знаеме тотално што прави секој дел, додека кај човекот знаеме само 3% кои кодираат за протеини. Така, и видовме како всушност со само тие 3% со помош на алтернативен сплайсинг, со техники на сплайсинг, се добиваат многу поголем број на протеини кои би пресметале дека би можеле да се добијат. Например, тука ако пресметаме дека може од овој дел да се добијат само 100 протеини, со помош на тој алтернативен сплайсинг, можеме ние да добиеме 1000 различни протеини. Така, значи постојат многу техники со кои малце, каде што со помош на малце ДНА може да добиеме голем број на протеини. Сега, например, промени кои настануваат во делови од ДНА кои не кодираат за протеини, можеме да речеме дека не се толку битни, иако, како што реков, не знаеме што прават тие секвенци, можеби тие секвенци регулираат функцијата на кодирачките секвенци. Ја регулираат на некој начин, така ако се наруши регулацијата, ќе се наруши и самата функција на кодирачките секвенци, така што не можеме тоа да го изоставиме. И сега дури и кога настануваат на ниво на ДНА која кодира, не значи дека ќе има промена во протеинот кој преска што видовме. Да речеме дека ова е ДНА, така, и тука имаме некој ген, ќе обележиме со фиолетова боја. И тој ген знаеме од претходните видеа дека овдека например има промоторна секвенца, односно секвенца која регулира експресијата на тој ген, додека остатокот овдека е тој кој всушност кодира, го прави месенџер на транскриптот и го прави протеинот. Сега да речеме дека мутацијата е во регулаторната секвенца, можеби и протеинот нема да се измени како претходно што видовме. Нели преска видовме дека протеинот ќе се измени и ќе има некоја друга функција. Можда протеинот кој ќе се добие ќе биде нормален, така ќе биде нормален. Ама така се изменила секвенцата што постојано ќе се чита и наместо на пример, одека кога на сликата добиваме еден протеин, ние ќе добиеме многу огромен број на протеини кога не ни се потребни. Значи нас не ни е потребен толкаво количество од тој протеин и тоа може да биде проблем. Така што мутациите не мора секогаш да предизвикаат лош протеин, него може едноставно предизвикаат да имаме премногу од тој протеин или пак да имаме премалце од тој протеин. Така, значи има различни начини на кои мутациите, промените на генетскиот материјал може да го афектираат организмот и тие промени кои ги гледаме
може да настанат од разнолики фактори кои ќе ги разгледуваме понатаму. Значи промената може да биде спонтана, самото од себе да настане, и ќе видиме како си има механизми за репарација, иако нема многу содржина репарација на мутациите, или пак може да настанат надворешни фактори, се например ултравиолетово зрачење, радиација, така ќе направиме како радиација и така натаму. Значи постојат многу надворешни фактори кои може да предизвикаат мутации, односно промени во генетскиот материјал, за кои ќе разгледуваме многу понатаму, дали се тие физички или хемиски. Но важно е сега само да знаете дека може да биде спонтано само од себе или да биде индуцирано од некој си надворешен фактор. Сега, во зависно на кое ниво на генотипот се случуваат промените, мутацијната менливост може да биде на, значи ако направиме една клетка, имаме јадро и внатре имаме генетски материјал. Сега, тоа може да биде на ниво на самата ДНА, значи како што имаме ДНА и овдека имаме бази, така имаме бази кои прават како линии ги бележиме, прават водородни мостови, може да биде на ниво на самата ДНА, може да биде на ниво на цели хромозоми. Значи ако гледаме од подзумирано, нели имаме хромозоми и сега може, ево ќе бележиме портокалово, да се разменат сегменти, така што овдека ќе биде тој портокаловиот дел, додека кај портокаловиот дека ќе имаме како синдел. Да се разменат цели сегменти или транслокации или сосема не се разменат, значи може вака да си остане и овдека всушност да се скратил дел и ова ќе биде пократок крак. Ќе има, додека ово овдека всушност ќе биде подолг. Значи да се пренел цел дел. Значи постојат различни нивоа на место кое што може да се случат мутациите и ние проично ќе се задржиме на генските, а хромозомските ќе ги разгледуваме како сосема одделна тема на хромозомска менливост. Исто така имаме и плазмонски мутации, но тие се кај бактериите, иако може и кај нас да бидат во однос на митохондриската ДНА или кај растенијата во однос на пластидијалната ДНА. Бидејќи нели, како што рековме, зборевме за хромозомско наследување, како што имаме митохондрии и митохондриите внатре си имаат свој ДНА материјал. Нормално и на тој може да се случат мутации. Значи таму може да се случат промени, како што нели тошка рековме дека дури 59 заболувања се знае кои се поврзани со проблеми во митохондриската ДНА. Така што има различни нивоа на кои може да се случат мутации. Сега ние ќе ги разгледуваме првично, како што реков, тие кои го зафаќаат на генско ниво и да започнеме. И тие всушност се наречени точкасти мутации. И сега овдека, како што можете да видите на сликава, го имаме некоја си ДНА секвенца која е забележена од 5' иде кон 3'. И таа е двоверижна. Сега, можеме да имаме нуклеотидна субституција каде што можете да видите овдека претходно бил АТ пар. Така, сега е ГЦ. И тоа е субституциска точкаста мутација. Значи точкасти мутации се тие кои се базираат на еден базен пар. Ајде тоа да го запишеме. Значи точкасти мутации се мутации на еден базен пар, кои може да бидат субституциски, каде што имаме повторно ист број на базни парови, само што се заменил базниот пар, или пак може да бидат вонфазни, односно фреймшифт, каде што се поместува целата рамка на читање на триплетите од бази. Така, бидејќи секој триплет нели кодира за одредена аминокиселина, и ако се измени целата рамка на читање, значи од местото каде што се случила промената, например до овдека ќе се чита нормално генетскиот материјал, значи нормално аминокиселини. Овие 3 ќе си дадат една аминокиселина, овие 3 ќе си дадат друга аминокиселина и така натаму. Но поради делеција на одреден базен пар, сите кои се читаат наваму ќе бидат погрешни. Значи сите кои се читаат натаму ќе бидат погрешни, бидејќи се поместила рамката на читање. Додека кај субституција, само триплетот каде што се јавила промената, само таа аминокиселина ќе биде погрешна, додека овие наваму ќе си бидат точни и тие пред мутацијата ќе си бидат точни аминокиселини. Додека, значи повторно, кај субституциски само една аминокиселина ќе биде погрешно наместена, додека кај вонфазните, тие со фреймшифт, ќе бидат сите аминокиселини после делецијата или адицијата, односно инсерција, ќе бидат погрешни аминокиселини. Нормално, за сега ова ќе збориме многу подетално во наредни видеа, ова е пак само едно вовед видео, но би требало до сега да ги сваќате концептите кои ги објаснувам.
Добро, тоа би требало се да биде за ова видео, освен да спомнеме нешто што го спомнавме пред 2 видеа или пред едно видео, дека мутациите всушност може да бидат на соматските клетки, значи тие кои ти го градат голем дел од телото и кога ќе настанат мутации кои се задржуваат, кои се на функционални гени, односно гени кои контролираат клеточен циклус, се појавува канцер, додека сите мутации кои се на половите клетки, значи дали тоа се тестиси, дали тоа се клетки во тестисите или во јајните клетки, во јајниците, тие се герминативни мутации. Добро, тоа беше се за ова видео и сега во наредното видео ќе почнеме да збориме многу подетално за субституцијските мутации, понатаму ќе збориме за вонфазни, па ќе збориме за причините за настанување, како може да се подолат спрема тоа. И на крај малце ќе спомнеме за репарација на мутациите. Значи, направиме една кратка сумација, значи многу кратка за мутациите. Значи, мутациите ако настават на клетки кои се дел од телесните клетки, значи соматски клетки, ако настане мутацијата на дел од нив, тој вид на мутација не е наследна мутација, значи не е наследна. Ненаследна мутација, најчесто може да бидат неутрални, но може и да предизвикаат туморозни заболувања. Додека ако мутациите се на половите клетки, значи дали тоа на сперматозоидите, основно во половите органи може да се, не мора да се директно на половите клетки, или пак во јајниците, односно во јајце клетките, тој вид на мутации се наследни мутации. Така. Сега, на ниво на ДНА, значи ако гледаме една клетка вака и сега има нормално јадро има, така. Сега во јадрото имаме хромозоми. Сега ако настане на ниво на еден базен пар, значи ако извадиме ДНА од хромозомот, ја гледаме како двовиржен хеликс. Ако настане мутацијата на еден базен пар, така ако настане мутацијата на еден базен пар, дали тоа е субституцијска, односно точкаста мутација, дали имало замена како субституција или пак имало инсерција или делеција, односно се предизвикало фреймшифт, поместување на рамката, тие се всушност точкасти мутации, се да се точкасти. Додека ако промените настануваат на ниво на цели хромозоми, значи тука ако имаме друг хромозом и промената настане на пример овдека на цел дел од хромозом, точка тие се нарекуваат хромозомски. Хромозомски мутации, односно хромозомска медливост. Сега, факторите кои може да предизвикаат мутации се или мутациите настанат сами по себе, значи настанат спонтано, кои всушност настануваат поради самата природа на хемискиот состав на ДНА и поради самата природа на протеините кои вршат репликација и сите тие процеси. Значи спонтаноста произлегува од самите закони на хемијата, односно на физиката. Додека индуцираните мутации, значи индуцирани, настануваат под дејство на некои се надворешни фактори, дали тоа е радиација, така, во различни видови на зрачење, дали тоа е корпускуларно или пак електромагнетно вид на УВ, значи може да се УВ зраци и други работи. Значи индуцирани се поради некои надворешни фактори, а спонтани се поради едноставно сами по себе. И како што реков, врз разлика што фаќаат може да бидат хромозомски или точкасти и дали се зависи кој вид на клетки се, може да бидат наследни или ненаследни. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што подетално ќе разгледуваме сите овие работи. Довидување.